Во ова издание, што е одлуката за Македонија на денешниот Совет за општи работи на Европската Унија? За ова читајте на нашата веб страница и социјални медиуми. А ќе се спаси ли Шарп планина од депонии и дивоградби ако се прогласи за национален парк? Летните олимписки игри во Токио следниот месец почнуваат со 4 нови дисциплини. За ова и многу повеќе во продолжение. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Пред да почнеме со темите на денот, да ви упатам на нашата веб страница за сите информации поврзани околу денешните одлуки на Советот за општи работи на Европската Унија. Обид за спас на Шарп планина од дивоградби и депонии преку незино прогласување за национален парк. Надлежните најавуваат давачки за бизнисмените и влезници за посетителите. Тоше Огњанов за ова. Со потоците од снего што се топи, со погледот што остава без див, со биодиверзитетот, Шарп планина сосема оправдано се смета за незаменливо природно богатство. Но планината денес е изложена на дивоградби, нелегална сеча и бројни диви депонии, што една по една се формираат низ планинскиот масив. Такви има за жал многу на цела територија на Шарп планина по цела должина. Значи комуналниот отпад, отпадните води, има потреба да се среди сето тоа, затоа што целото тоа ѓубре завршува на Шарп планина. Според познавачите, спас од оваа стихија е незиното прогласување за национален парк. Тоа носи одредени правила и за локалното население. Ограничувања кои што драстично ќе им го променат начинот на живење ке нема, меѓутоа ќе треба да се навикнат дека ќе не може секој да гради во секој момент каде што ќе му текне. Во предвидените заштитени зони денес постојат дивоградби и тие се во процес на легализација. Сепак, надлежните обедуваат дека такво нешто повеќе нема да биде дозволено. Но во иднина со самото прогласување на заштитено подрачје на Шарп планина, нашата намера е да бидат забраните, прекините сите нелегални градби низ целиот масив на Шарп. Според најавите од ресорното министерство, дел од начините за заштита на планината е одредување и посебни такси за тие што таму водат бизниси. Голема е веројатноста да се воведат и влезници за посетителите. Не зборуваме за големи суми, туку за нешто символично, нешто како солидарна контрибуција од самите граѓани. Ова ни припаѓа на сите нам и за да се менаџира би требало да се покаже индивидуална одговорност. Искуствата од европските земји покажуваат дека грижата за националните паркови отвора врата за туризмот и за развој на локалната заедница. Развој на екотуризмот, понудата на локални продукти од локалното население ќе привлече гости од странство. Друг бенефит е развој и на инфраструктурата, на електричната мрежа, чистење на патиштата како и менаџирање со отпадот. Македонскиот дел од Шарп планина, според мапата за заштита, има околу 62.700 хектари. Заедно со деловите во Косово и во Албанија, површината достигнува околу 240.000 хектари. Тоа го прави овој планински масив еден од најголемите прекугранични природни подрачја во Европа. Неговата заштита е неопходна. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. А од вестите во светот, летните олимписки игри во Токио ќе отворат со 4 нови спортови: сурфање, спортско качување, скейтборд и карате. Американските атлетичари ќе се надпреваруваат во сите нови дисциплини. Надпреварот за сурфање ќе се одржи на плажата Шидашита, која се наоѓа на околу 64 километри од Токио. Американските спортисти се подготвени, вели првиот човек на Федерацијата за сурфање на САД. Брановите се разбиваат на песок и генерално не се мокни, како што би можеле да бидат на Хаваите. Каролин Маркс порасна на Флорида, таа навистина е навикната на овој вид бранови, исто како Клои Андино од Сан Клементе. Мислам дека шансите за медал се добри. Четирикратната светска шампионка Кариса Мур има 28 години и е најмлада членка на тимот. За неја има големи очекувања да освои медал. Сурфав и тренирав како за обичен настан и мислам дека колку повеќе време имав ми овозможи да се вратам на првичниот стадиум и да видам каде би можела да направам подобрувања.
Вкупно 40 атлетичари ќе се надпреваруваат за медали во сурфање, 20 мажи и 20 жени. Тие ќе се надпреваруваат на кратки трки кои се познати по нивните маневрирања. Скейтбордот вклучува две дисциплини. Првиот е уличен скейтборд, кој се фокусира на трикови на рамен терен, во урбани средини и јавни простори. Вториот е скейтборд во парк што се одвива на специјални рампи. Меѓу 80 спортисти кои се надпреваруваат за медали, 16 се американци. 16-годишната Брайс Ветстайн го освои националното првенство за жени во парк во 2019 година и е најдобар кандидат за медал во тимот на САД. Сакам да покажам дека скейтбордот може да биде се. Многу работи излегуваат од скейтбордот. Никогаш не ја гледате целосната слика, кога имате една личност, затоа што толку многу луѓе го прават тоа на поинаков начин. Врвот во надпреварувањето ќе биде во спортското качување. Со само двајца мажи и две жени кои ги представуваат САД ќе биде навистина голем учинок што ќе бара да се направи не само во игрите, туку и да се пласира во квалификациите во Токио, потоа во финалето. Се надеваме дека ќе имаат најдобри перформанси. Спортското качување има три главни дисциплини. Во брзото искачување се надпреваруваат двајца алпинисти еден против друг и двајцата се искачуваат на 15 метри. Во болдер спортистите се надпреваруваат во фиксни патеки над зид од 4,5 метри во одредено време. Во олово тие се обидуваат да се искачат што е можно повисоко над зидови со висина над 15 метри во одредено време. Во Токио тројцата ќе бидат комбинирани. Се чувствувам горд во врска со спортот во качување, затоа што мислам дека има многу што да му се понуди на светот. Да се биде на сцената на Олимпијадата ќе помогне да се расшири она што се нуди. Настрана, каков био резултат, јас само сакам да се надпреварувам најдобро што може. Карате тимот на САД се уште работи на својата постава. Досега само Сакура Кокумаи го обезбеди своето место во тимот за да се надпреварува во индивидуална категорија ката за жени. Не можам да кажам колку пати сум се откажал во потрага да го постигнете највисокото ниво во спортот. Прекрасно е чувството кога ќе се достигне врвот. Нема ништо поголемо од Олимписките игри. Спортистите исто така ќе се надпреваруваат за медали во бейсбол и софтбол, релативно нови спортови кои се враќаат по паузата од пандемијата. А како безбедно да среќавате и да запознавате нови пријатели и партнери за време на пандемијата? Слушнете какви совети нуди следниот гостин на Гласот на Америка. Before the pandemic, I would meet girls at coffee shops, bars, etc. Пред пандемијата се среќавав со девојки на кафе, во барови и на други јавни места. За време на пандемијата тоа прекина. Се чувствував збунето и изолирано. Definitely took a toll because everybody was scared. Дефинитивно се одрази бидејќи сите беа исплашени. И јас бев исплашен да се гледам со луѓе. Навистина ми влијаеше врз социјалниот живот. Буквално не знаев што ќе ми донесе следниот ден. Особено се одрази врз љубовната дружба, бидејќи секој беше исплашен да се среќава. Наместо лично, јас се дружев онлайн на апликации како Bumble и Match. Беше добро и лошо во исто време. Добро беше што можев да се запознаам со девојки без да се грижам за безбедноста. But then, a short while later, things started opening up a little bit more. Но подоцна работите почнаа да се отвораат и социјалниот живот почна да се враќа. Си реков дека е време, од време на време да почнам да се гледам со девојки со кои имам заеднички интерес. И тоа многу внимателно. When I meet them in person, obviously the faces are covered and all I would see is the eyes. Кога ќе се сретнеме лично, лицата ни се покриени така што можам да им ги видам само очите. Иако очите откриваат многу за карактерот на личноста, сепак сакам да го видам целото лице. Правам мали адаптации за да може да разговараме и да бидеме безбедни. Моите опции остануваат отворени. Би сакал да се поврзам со некого во иднина. Партнерот треба да биде ваш најдобар пријател и семејство. Од мене толку. За повеќе вести од САД и од Македонија на останатите платформи на Гласот на Америка. Пријатно.